Ем боли, ем се чека. За операција на колк во Македонија на листа за да ги викнат за операција во болница чекаат околу 660 луѓе, а некои од нив, за да ја направат интервенцијата, трпат веќе година и пол. Дека се чека и по 18 месеци, нотира анализата на фондот кој ги собрал податоците од болниците. Најдолга е листата на 8 септември, каде во болничките тефтери за операција има запишано 300 луѓе. Првиот човек на фондот, Сашо Клековски, вели дека залихите на протези за колкови се доволни, како и дека има позитивна страна на работите. Иако поради реновирање на операционите сали токму во 8 септември, но и на клиника долг период тие беа затворени, хирурзите и персоналот успеале да сработат 10% повеќе интервенции на колк и колено лани, споредено со 2023-та. Листата за чекање најдолга во две институции, каде што имавме реални проблеми со капацитетот на оперативните сали, меѓутоа делумно таму притисокот и листите се продолжуваат заради изборот на лекар. Изборот на лекар е важен, меѓутоа ја би апелирал на пациентите во земјава немаме само 3, 4, 5 хирурзи, значи ние надвор од Скопје имаме хирурзи што работат рбатен столб. Клековски смета дека листите на чекање во дел се должат и на тоа што пациентите бараат и чекаат конкретен хирург да ги оперира. Најчесто сакаат да се оперираат во Скопје, иако ваквите интервенции во ортопедијата се сметаат за рутински. 69% од овие интервенции се прават во само 3 од 13 институции. Тоа се ТОРУЦ или клинички центар, 8 септември и Свети Еразмо, а дури 76% се прават во Скопје и во Охрид. Значи имаме една географска концентрација на интервенциите, а со тоа и на листите на чекање. Од фондот тврдат дека Македонија по операции на колк е на средина споредено со регионот, а на дното по интервенции на колено. Оттаму оценуваат дека има напредок во областа кои го подкрепуваат со статистика, но и простор за подобрување на она што не чини.